Пристигна во меѓувреме во студиото нашата прва денешна гостинка, заглави малку во сообраќајниот медеж во Скопје, така што оправдано е доснењето. Милена Сијановска, веќе многу добро ја знаете, уредник во издавачкиот центар 3. Со неја денес ќе зборуваме за во наводници ќе ставам, па ќе видиме какви се тие женски книги, пред се напишани од женски писатели, и 3 такви книги ќе доделиме на 3 наши гледачки, читателки. Милена, добро утро. Добро утро и од мене. Баш ми е драго што еве се гледаме за една ваква тема како што е 8 март. Да, Милена, ќе те прашам прво што го кажав женски книги во наводници, постои ли воопшто таква категорија? Женска литература, да речеме. Па да, и особено среќавам, нели, кога бараме книги за издавање, постои таков назив како чиклит, како чик литература и слично, но јас повеќе сум поборник за она женско писмо кое што нели постои во литературата и како термин, и многу интересно што вообичаено кога нели ќе се каже женска литература, се мисли на некоја понежна литература, но напротив женското писмо е она кое што е по-револуционерно, по-бунтовничко, особено нели уште почнувајќи од првите жени писателки па се до ден денес, дека баш женското писмо подразбира нешто што е длабински истражено, кое што опфаќа повеќе теми и така натаму. И исто така еве статистички интересно што на пример жените не бираат литература, читаат и машки, женски автори и книги кои што им делуваат понежно и поненежно, за разлика од машката публика која што повеќето се бира за истите наслови. Да. Да, јас си мисля дека малку тешко да кажеме женски книги, затоа што едно е да речеме книгата допфаќа некои женски теми, така да третира некоја женска проблематика. Друго, ако се стави во таа категорија дека писателот е нели женски автор, а трето е она што всушност сакаат да читаат жените. Да, за разлика од тоа е, например, навистина читана Елена Феранте, која што е книжевна енигма, нели не знаеме кој стои зад псевдонимот, можеби е жена, можеби е маж, а особено популарна меѓу читателките. Заради стилот, заради темите што ги обработува, особено темата на мајчинството, например, што е особено блиска до жените, која што верувам дека не можат да ја читаат на ист начин мажите и жените. Но еве навреме ни пристигна и новиот наслов од Елиф Шафак, затоа што и Елиф Шафак важи за современа авторка од тоа женско писмо. И интересно е и што еве и сега е установена наградата регионална Штефица Цвек, која што ја здоби Лидија Димковска со единствен матичен број, а годинава во трката и Тони. Исто така и Штефица Цвек е доста интересен лик на Дубравка Угреши, која што е баш се занимава со тие теми на предрасудите и на угнетувањето на жените и слично. Да, ние им донесе доста со тебе книги, така што ќе ги презентираме, да речеме, нема да ги промовираме, но ова што спомена дека под некои пишуваат под псевдоними, па не знаеме кој стои, и во минатото знаеме примери кога жената се уште морала да седи дома, нели, покрај кујната. Многу светски писателки се подпишувале со машки имиња, така инаку не би можело воопшто нивната книга да го види светлото на денот. Спомена ти некои авторки, ме интересира вака на светски план, да речеме, и низ минатото. Кои женски писатели би ги издвоила како не само како писатели, туку и жени кои што одиграле значајна улога во општеството во даден историски момент? Да, особено е тука Вирџинија Вулф, например, или Силвија Плат, и ете може да ја најавиме Стакленото ѕвоно од Силвија Плат, која што ја имаше во издание на 3, но одамна ја нема, овој пат ќе биде реиздание, но со ревидиран превод на Магдалена Хорват, исто така и со нова корица, во ново руво, и ете ми е драго што во Безвременските ќе се вклучи еден таков женски глас, но ете тие две писателки особено ми имаат извршено влијание врз мене, и тоа споменавме регионално и Дубравка Угрешик,
Па и деве на денешно ниво, мислам дека и Румена Божаровска спаѓа во тие кои што пишуваат ангажирана проза и кои што влие врз општествени рамки, не само врз однос на женската публика, туку генерално врз општеството. Исто така, тука и Елиф Шафак, кој што споменивме и кој што ќе ја подариме. А и ми текне еден интересен факт за во врска со ова со пишување под псевдоним. Исто така и постои во книжевниот свет една мислам, тоа не е баш спекулација, туку е повеќе врз база на факти. Сушност за Френсис Скот Фицџералд, кој што е авторот на големиот Гетсби и кој што неговата сопруга исто така Зелда Фицџералд пишувала и била мощна и амбициозна веќе во тоа време, нели, и пишувале и жените и се бореле за својата позиција, но постои веројатност дека тој презел од незините текстови во многу од неговите книги. Друга приказна пак кога станува збор за улогата на жената во литературата се и музите, така? Да, секако. И без нив многу автори не би успеале да творат. Да, баш вчера и ти ја спомнав дека читав песен во Венеција која што зборува за последната муза на Хемингвеј. Меѓутоа еве вака од некоја женска позиција, особено од позиција на жена која што пишува, односно на авторка, поетка и писателка, сепак таа улога на муза знае да биде малку проблематична заради тоа што ете како што е во случајот со Фицџералд, ние постојано се инспирираме од секојдневните ситуации, но да се биде во улога на муза, знае да биде и малку дискутабилно. Затоа што ете, например, и Андријана на Хемингвеј, самата таа била уметница, меѓутоа повеќето луѓе ја знаат како музата на Хемингвеј, за разлика од тоа како уметничка. Милена, веќе имаме две гледачки, рековме денес на гледачки ќе подаруваме, но пред да ги вклучиме, сакав малку твои совети да им помогнеш на сите оние кои што сега по повод Денот на жената сакаат да подарат нешто на драга женска личност, па некако да ги насочи. Што би им препорачала? Освен новото од Елиф Шафак На небото има реки, ја препорачувам и Пресвртна година, тоа е од Бријана Вист, која што содржи 365 лекции за животот, како да ни се смени во една година. Тоа не значи дека мора да се почне со читање во јануари, туку баш напротив навлегува во едно длабинско анализирање на себе си. Ете, можеби затоа жените се поголема читателска публика, бидејќи водат повеќе грижа за себе си, и оваа книга е одлична, затоа мислам дека исто така и ние би можеле да подариме од Пресвртна година. Секако Шафак, Феранте, кој што ја споменав, а за помладата публика ја ги препорачувам Лидија Димковска и Румена Божаровска, затоа што се навистина ете на некој начин поинаква, побунтовна литература која што им е потреба на токму на младите. Ајде, веќе да ја вклучиме гледачката, па во разговор со неа ќе препорачаш, ти ќе одвоиш некој од книгите. Добро утро на нашата гледачка читателка, повелете о програма сте. Ало, добро утро. Добро ви утро. За водителката и за гостинката. Ајде да видиме, гостинката е поважна во овој момент, таа да ве насочи, да одлучи која книга ќе е за вас. Предпоставам дека вообичаено, што вообичаено сакате да читате? Па ја би сакала од Шафак, ако може. Вие си знаете, значи, веќе. Па тоа е добро да си. Да, и од роливот од гостинката многу ми се допадна. Благодарам многу. Ете, значи читателка што знае што сака, тогаш нема да ве задржувам, ви благодарам многу на јавување. Јас само да прашам, дали може во книжарницата на Ленинова да ја подигнам? Да, секако нема проблем. Не е проблем? Не е проблем. Добро, ние со Милена се договоривме во Истгейт, но еве... Да, ако е поблиску нема проблем. Да, јас сум кај Сити Мол. Добро. Многу ви благодарам и пријатен ден ви посакувам на двете. Пријатен ден и вам ви благодарам. Предпоставувам дека ги оставивте вашите податоци во режија, така што во Ленинова ќе ве очекува вашата книга. Ајде да видиме другата гледачка која ни е. Добро утро, повелете. Ало, добро утро до двете. Слободанко. До двете мои пријателки. Значи, едната ја сакам на еден начин, другата на друг, ама секако двете ве сакам посебно. Милена, поздрав многу до тебе. Значи, секако, кога си ти во емисија, ја едноставно уживам, сум ти кажала именацијата,
неколку сати да си тука, ми се чини дека ќе ми направиш убава терапија на мозокот. Така да, Милена има една личност која исто така, кога останав без работа, ми помогна многу преку екраните. Таа прекрасна личност седи карси тебе и сакам незе да ја подарам книгата. Ама не е Слободанка, тоа си ваша книга. Ама толку сакам многу, пошто ако и купам нешто, сигурно нема да сака да го прими. А вака сега подарено, па многу сакам да подарувам. Секако ќе требаше да ја подарам на некого, а сега сакам на Искра, затоа што кога останав Милена без работа, таа незина енергија преку екраните ме крена. Така да и уште ме крева и едноставно сакам да ја кажам голема благодарам со едно мало внимание што ти мене ќе ми го подари сега, па јас на Искра. Така да ќе ти бидам многу благодарна да избереш најубавата книга. Јас би сакала да одбијам и да ви кажам да се подигнете во иските, да дадете на некоја друга личност. Не ми го крши, но малце е некултурно да го направам тоа. Да. Искра, ама колку е, Милена, нели не е во ред да ме одбие затоа што толку сакам да ја подарам нешто на ова девојче, колку ја сакам Искра. Милена, за кој девојче зборувате? Хајде, поздрав многу на двете и ви посакувам убав ден. Ви благодарам многу, Слободанка, ќе се договориме со Милена која ќе биде таа книга, а да ја вклучиме и третата гледачка. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро за господја Тошнева студиото. Господица, да бидеме коректни, политички коректни. Да. Дефинитивно би ја сакала книгата со 300... Многу лошо ве слушаме. Ајде малку некако со телефонот. Телефонот сега ќе го ставам до улото. Значи, 360 совета што беа... Пресврт на година, да. Пресврт на година од Бријана Вист. Тоа би го посакала и може во Ситимол да го подигнам. Ако може исто на Ленинова, на Ленинова може, да. Ајде на Ленинова уште. Мене ми е исто и само може. Ете така, убаво е временцето, ќе си се расшетаме малку, така. Честитам празникот на сите живни во Македонија и во светот, ама ја ги посакувам оние 365 дена на жената, затоа што сме ние символот на животот и ќе трае вечно животот додека трае жената. Ви благодарам многу на јавувањето, наши редовни гледачки, верувам и ваши редовни читателки дека се тоа. За самиот крај сакам само уште да те прашам, Милена, колку има интерес за историски книги, за историски жени? И кои се според тебе вака, што мислиш, кои се најопевани, да речеме, во книгите? Па се појави едно време бран на историска фикција, односно на наслови кои што се базирани на историја, меѓутоа повторно се плод на фикција, иако мене лично ми е поинтересно да читам со вистински случувања, со вистински податоци. Со проверени факти, така? Да, со проверени факти, но генерално нема голем интерес за токму за тие што се со податоци книги, повеќе ги сакаат овие историски фикции, но доколку има ликови, еве на пример, мене ми беше една од омилените книги Лани Кирка кога ја читав од Мадлен Милер, иако станува збор за фикција која што е базирана врз грчката митологија, има делови од Илијада и Одисеја. Токму со тие ликови таа позната беше и по Ахиловата песна, на пример, повторно дава еден друг иако има некакви факти, пак е тоа и митологија, и плод на имагинација и се останато, ми беше доста интересно за читање и ете го разбрав тој бран што се случи. Но воглавно и на некој начин и Шафак е историска фикција, еве и денеска ја спомнавме неколку пати, но навистина ни донесе свежина во книжарница, што одамна немало книга која што ќе доаѓаат и ти гостинката кога се јави веднаш за таа книга. Веднаш си знаеше, да. Да, имавме подготвено и торбички, кога ја пуштивме во продажба од тој ден имаше наплив на читателки во книжарниците, затоа ни е многу драго што ете одамна не се случило да има некаква како позитивна возбуда за некоја книга која што излегува. Убаво. За самиот крај, со оглед на тоа што Три секогаш подготвува нешто за своите читатели, верувам дека и по повод 8 март, дека имате веќе некој план. Каков е? Од денеска ќе објавиме дека ќе има попусти на одредени наслови, во главно
таму ќе влезат најчитаните наслови како Бријана Вист со Пресврт на година или Планината си ти, тај беше доста популарна и кај нас. Елиф Шафак, Румена Божаровска, па дури и од машки автори како Джей Шети 8 правила на љубовта, што е доста корисна книга. И ќе го објавиме целиот список и каталог денес во текот на денот, така што може да очекуваат. Ќе има и на одредени наслови голем попуст до 50%, со цел да може секој да подари, затоа што еве и во согласност со овогодишниот слоган на маршот за 8 март, не јадеме ружи. Книгата е еден многу поинаков подарок што се дава и нешто што останува, така. Да, кој што останува, од кој што може да се научи, баш напротив, само ја потенцира моќта на жената, која што е исто голема колку моќта на книгите. Така што може да проверуваат на Facebook, на Instagram, на медиуми, таму ќе има известување се што е потребно во врска со попустот, и исто така и планираме да имаме и картички, цвеќенца, нешто што ќе може плюс да го подарат, секако и пакување, врзување, тоа ни е особено задоволство, затоа што да го разубават моментот. Да, моментот на подарувањето е навистина бесценет. Милена, многу ти благодарам што одвои време за нас. Се гледаме секако во друга прилика. Ви посакуваме понатаму многу успешни изданија, како и досега. Впрочем,